Заштита на културното наследство, реставрации, конзервации, нови проекти на битолското муфтиство. Во денешното издание на емисијата Јавни политики разговараме за проектите на битолското муфтиство, но исто така разговараме и за значењето на заштитата на културно-историските споменици. Во најновото издание на Јавни политики гостуваат битолскиот муфтија Плуми Велио и директорот на секторот за заштита на културното наследство во Анкара од Генералната дирекција на Вакуфи при владата на Република Турција, господинот Алгун Горен. Најпрво, добро вечер. Добро вечер. Реконструкција на џамии во Битола. Ајде да започнеме со Исак џамијата. Кажете ми повеќе околу тој проект. Проектот Исак џамија започна некаде 2008 година конкретно со посетата на председателот на Република Турција, господинот Абдула Гюл. При неговата посета тогаш се отвори таа идеја за реставрација и конзервација на Исак Челеби џамијата, затоа што Битола, значи, перманентно од 1912 година па наваму беше запоставена од сите можни институции и држава овде кај нас влада, предходно, значи, за време на Југославија, бивша или СХС. Значи, Битола беше запоставена, оставена како едно слепо црево и никого не интересираше. Не го интересираше тоа што значи Битола. Впрочем, Битола е се уште, значи, важи за еден од најубавите градови на Балканот, град кој во него има душа, град за кого зборуваат преостанатите, односно останатите, иако мал број, меѓутоа сепак маркантни објекти, како што се Исак џамија, Хајдар Кади џамијата, Јени џамија, Саат Кулата, па Свети Димитрија, католичката црква, самото градско јадро. Така да започнавме со таа идеја и тој проект е директно проект, значи, на председателот на Република Турција со посредство на турската агенција ТИКА. Еве, како што и сме сведоци сите, тој проект се приведува кон крај. Убаво изгледа, преубаво изгледа, го разубави градот, иако јас лично како Плуми Велио, во смисол на значењето на реставрација и конзервација, не сум целосно задоволен со таа работа. Тука, за жал, потврдија и, значи, службите во државата кои се обврзани да го пратат сето тоа, почнувајќи од НО Заводи за заштита на културното наследство Битола, па управата и други работи. Значи, јас лично имав неколку пријави до некои установи заради, значи, внатрешната декорација и некои фини работи кои човек не може да ги види со голо око, за кои јас не сум задоволен. Најверојатно тие ќе доживеат уште една друга интервенција или корекција. Но во секој случај, значи, Исак џамија го доби заслуженото и се надевам дека во иднина ќе биде уште поубав. Завршена е реконструкцијата на џамијата, меѓутоа е изработен и проект за уредување на просторот околу џамијата, како и реконструкција на фонтаната. Па еден, значи, проектот, затоа јас кажав дека не е целосно завршен, ние сето тоа го гледаме како еден проект, значи една целина, но ова е веќе последната фаза која, значи, своевремено имало многу оштетувања. Сега се обидуваме со новиот идеен проект кога го изработивме ние тука во Битола со помош на неколку студенти од архитектонскиот факултет во Скопје, значи битолчани, кои направија нешто извонредно. Се обидуваме и се трудиме, значи, да го тој идеен проект да го оживиме во целост, значи партерното уредување околу Исак џамија да не биде само како еден интимен дел на оние што само доаѓаат во џамија на молитва, него едноставно тој дел да биде отворен за сите граѓани на Битола, да биде отворен за сите посетители и секој еден што ќе посака да си најде минутка мир или
така духовно спокојство, значи тоа сигурно ќе го најде тука, пошто во еден дел на дворот на џамијата ќе има една ориентална, меѓутоа супер модерна кафетерија, од спротива ќе биде исто така една ултрамодерна фонтана, така да ќе има доста содржини, провокативни, во смисол да ги привлекуваат значи нашите граѓани, каде што ќе можат да се најдат значи еден духовен мир, едно спокојство, и јас верувам дека тој завршен дел значи ќе започне некаде околу мај, за месец-два да го завршиме целосно. Исто така во тек е реконструкција на Хајдар Кади џамијата. Проект кој исто така е финансиран од Тике, веќе споменавте. Не, значи Хајдар Кади џамијата не е финансиран од Тика, Хајдар Кади џамијата директно се финансира значи од организацијата на нашиот гостин, значи од Генералната дирекција на Вакуфи, чиј што представник за Република Македонија е директно господинот Алгон Горен, кон кого јас имам исклучителна почит. Хајдар Кади џамијата е веќе сосема посебна приказна, значи тука таа ги надминува Исак џамија и сите други џамии, затоа што преди се прво и основно донаторот е крајно сериозен, познавач на работите, пошто доаѓа од една установа која што значи перманентно со векови се занимава со таа работа, со реставрација и конзервација. Донатор кој има апсолутен морал, меѓутоа за наша среќа, за среќа на муфтиството, за среќа на целиот град во Битола, значи донаторот најде и таква компанија која е крајно сериозна и апсолутно професионална, што секој еден што до ден денес дошол да ја посети Хајдар Кадија, да види како се одвиваат работите, едноставно професори, академци, луѓе од таа фела, че велат дека ние, ова е значи нивната изрека или реченица, во животот не сум видел ваква реставрација и конзервација. Значи правиме нешто што ќе биде не пример во Битол, него пример на самиот Балкан. Значи начинот на колку се посветува значи внимание на професионалноста и на секој 1 милиметар квадратен се посветува посебно внимание, значи да биде во целост, значи во прав смисол реставрирана и конзервирана, и на крајот да завршиме со еден објект чија што вредност значи е непроценлива. Неодамна се појави спор за битолската Јени џамија. Јени џамија е спорна уште од значи 45-та година наваму. Спорна, значи таа не е спорна, значи спорот е незиното користење, односно злоупотребата на Јени џамија од страна на државата, односно државата им го отстапила тој објект на НУ завод и музеј Битола. Преди сега со жалење морам да кажам, значи НУ завод и музеј Битола од една установа која треба да се грижи за културното наследство во Битола, напротив со нивното незнаење, нивниот лаицизам, значи тие наместо да ги чуваат значи овие знаменитости, го чуваат ова богатство со нивните дилетантски или шарлатански активности, тие секој ден се повеќе и повеќе го штетат, значи му наштетуваат на спомениците на културата, почнувајќи значи од Свети Димитрий па неколку други цркви, градското јадро, џамиите, значи некоректниот однос кон нивната професија. На крајот кој имаме значи проблемот со Јени џамија. Јени џамија преди се е собственост на исламска верска заедница. Собственост која никогаш не е оттуѓена, односно државата тука од значи системот на комунистичка Југославија
се наметнала, навлегла, влегла во неа и сега значи ја третира како да е нејзин имот, што апсолутно тоа никогаш не може да го документира, ниту пак да докаже дека е нејзин имот, но насилно, значи има моќ некаква, имала моќ и тоа го правела. Меѓутоа сега последно веќе имаме друга фаза на оштетување на тој објект, значи се појавува незаконски НУ Заводи музеј Битола, која законски значи не може да изработува проект за реставрација и конзервација, пошто за да изработува таков проект треба да поседува А лиценца, значи тоа го нема. Исто така компанијата која веќе ја добила работата, исто така треба да има А лиценца во сферата, во областа на заштита на културното наследство, односно во незиното CV. Значи, до ден денес тие немале никаква активност во реставрација и конзервација на споменици на култура. Освен некои, значи, во нивното CV се гледа некои, значи, нискоградба, водоводи, некои хали, една или две стамбени згради, што јас немам ништо, значи, не сакам да зборувам во аспект на негативна некоја некое размислување за компанијата. Компанијата во областа во која што делува можеби е перфектна, меѓутоа за ова намена, за ова работа, реставрација и конзервација на споменик на култура, значи мора да биде прецизно, значи одбрана компанија која професионалност и основна дејност му е реставрацијата и конзервацијата. Затоа што, значи, насекаде околу светот, не само кај нас не, му се дава посебно значење на споменици на културата. И без оглед дали била компанија или установа која намерно или ненамерно од незнаење ќе му наштети на некој споменик на културата, казните се апсолутно ригорозни, значи често пати се завршува и со затвор. Така да, значи, Јени џамија треба да се, значи, престанат сите активности, да се најди сосема коректно решение, да се најди коректен донатор, да се заврши цела од почеток до крај, не денес северниот зид, утре западниот, задутре не знам што ќе правиме. Тоа е дефинитивно деградирање на џамијата. Ние веќе како муфтиство на Исламска заедница, односно како Исламска заедница на Република Македонија, сме интервенирале на сите страни во Република Македонија, почнувајќи од владата, премиерот, Министерство за култура, управата за заштита на културното наследство и сега сите, значи, знаејќи ја вината, пошто издале конзерваторско одобрение спротивно од Законот за заштита на културното наследство, тука веќе некој ќе сноси, значи, кривична одговорност, кој ќе види тоа, ќе кажат, значи, тие што се повикани да го кажат тоа, значи, јавното обвинителство, па после судовите. Меѓутоа, ние, значи, немаме намера да дозволиме да се уништи уште еден, значи, значаен споменик на културата на град Битола, пошто се уништени многу, значи, ненормално многу, град со најмногу споменици на културата денес, значи, ние едва се спомениците што ги имаме, ги броиме на прстите на раката и са повторно некоја установа за која е задолжена со закони, која за тоа зема пари од државата. Значи, луѓето земат плата за тоа да ги заштитуваат овие објекти, тие едноставно ги уништуваат. Ние немаме намера, значи, да попуштиме тука. Да ги заокружиме претходно споменатите проекти, најавивте и дека Битола ќе ги добие најмодерните муслимански гробишта на Балканот. Значи, проектот е апсолутно прекрасен. Ние веќе имаме почнато, значи, да го имплементираме тој проект. Преди се потребата за гробно место, значи, не доведе во ситуација да наоѓаме, да бараме решение како да го решиме тој проблем. Иако, значи, погребите се комунална обврска, меѓутоа, имајќи во предвид фактот дека муслиманската популација
Значи, во традицијата на муслиманската популација нема купување гробови, нема ова, нема она, значи не е тоа во традиција на исламот. Муфтиството на исламска заедница беше, значи, приморано да најде решение со проширување на парцелата, меѓутоа во никој случај не сакавме да дозволиме да и наредната парцела, значи новата парцела, личи на предходните гробишта, каде што не се знае ништо, не се знае ред, значи да одиш да побараш некој пријател или роднина или денес, едноставно не можеш да го најдеш каде е погребан. Така да многу посериозно му пристапивме на ова прашање, на овој проблем и изработивме апсолутно феноменален проект кој јас се сомневам дека воопшто на Балканот го има некаде, проект со апсолутно изработена инфраструктура, целосна инфраструктура, потпочнувајќи од наводнување на зелените површини, каде ќе се посади какво цвеќе, каков трандафил, патеки, милиметарски да бидат означени, значи сите гробишта, унифицирање на надгробните споменици, значи најде додека сме живи, на некој начин алчноста кај луѓето е толкава што се обидуваме да се разликуваме едни од други, кој е побогат, кој е помоќен, кој е поубав, кој е погрд. Меѓутоа таму дефинитивно, значи сите се апсолутно еднакви пред Бога, еднакви пред возвишениот Аллах. Значи и формално ќе се обидеме да, значи, бидат унифицирани целосно, нема разлика, нема шароликост, значи секој да го има третманот на човек, без разлика дали бил богат, сиромав, учен, неучен, убав, грд или му припаѓал на ова или она етничка заедница. Значи апсолутно е све предвидено врз основа на законот за гробишта, меѓутоа, значи она што е наше, ние веќе сме кон крајот на решавање уште на еден само проблем кој ни е останал, а тоа е проблемот со далеководите. Веќе го решивме и тој проблем и се надеваме дека наредната градежна сезона, значи од март или април 2016, ќе започнеме со изградба и на преостанатите делови на таа парцела. Најголем дел, значи, за градба ни е капелата, со просторот кој се нарекува гусулхане, значи за припремање на покојните, починатите особи, значи еден објект некаде околу 380 квадрати, кој ќе му служи на муслиманската популација, на оние кои обично, значи, живеат во станови или каде што нема техничка можност да соберат повеќе луѓе за тие верски обреди на покојните, значи припремаме и две такви простори и таму сето тоа, значи, на едно крајно високо материја, културно и модерно ниво. За следниот проект за кој би разговарале, предлагам да го вклучиме и гостинот, господинот Горан, бидејќи вие споменавте дека се работи на проект за реконструкција на Хаджи Махмуд бек џамијата. Тоа ќе биде, верувам, донација од исто така Генералната дирекција на Вакуфи. Но за тоа јас би предложил по-добро господинот Алгон Бей да ни каже нешто. Evet, ben önce kendimi tanıtayım. Ben Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü anlatayım. Biz Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlüğüyüz. Јас преди се сакам да се представам себе си, да ја представам мојата организација каде што јас работам. Значи, јас сум представник на Генералната дирекција на Вакуфи. Значи, тоа е институција, установа која е директно под ингеренција на Башбаканлык, на владата на Република Турција, односно председател на владата. Biz Osmanlı ve Selçuklu eserlerinin restorasyonunu yapan yetkili tek kurumuz. Ние сме единствена установа
која се единствена установа која имаме апсолутно право да ги реставрираме и конзервираме и обврска секако. Значи, спомениците на културата кои му припаѓаат на селджучкиот период и на османлискиот период. Значи, овој дел го опаѓа. Biz aynı zamanda bir adı üstünde bir vakıfız. Vakıf demek sosyal yardımlaşma kurumu demek. Значи, ние во исто време сме еден вакав, односно фондација, нели сега, но тоа значи една установа, социјална установа во аспект на помагање и подпомагање на другите. Biz sadece restorasyon yapmıyoruz. Ние не правиме само Aynı ресторација. zamanda Во исто време Aynı zamanda biz ayda 100.000 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. ние, значи, секој месец на 100 фамилии, на 100.000 фамилии им делиме пакети со сува храна, така се нарекува, на 100.000 фамилии. Yaklaşık ayda 50.000 insana, muhtaç kişiye, fakir insanlara 150 euro civarında yardım yapıyoruz. Значи, секој месец 50.000 на 50.000 фамилии, на фамилии кои имаат потреба, значи сиромашни, им делиме, им даваме некаде во износ од 150 евра месечна социјална помош на 50.000 фамилии. Ayrıca biz şehit çocuklarına, fakir çocuklara 20.000 kişiye civarında da onlara burs veriyoruz. Значи, на Öğrencilere, 20 üniversite на öğrencilerine. 20.000 сиромашни деца, значи било тие ученици, средношколци или студенти кои се, значи, со сиромашни родители или немаат воопшто родители или деца на загинати војници, им на 20.000, значи им даваме месеч бурса, односно кредити, стипендии, неповратни. Hani şeyden de mesela her ay buraya 5.000 kişiye Makedonya'ya yardım gönderiyoruz. Her Ramazan'da. Bunları sadece Müslümanlara değil, fakir Makedonlara da dağıtılmasını söylüyoruz, gönderiyoruz. Последните два Рамазани, значи 2015 и 2014 почнавме во Македонија секој Рамазан, значи да носиме по 5000 пакети во тежина од 20 неколку кила, значи со храна, која треба да им се подели на сиромашните, меѓутоа неограничено врз основа на верска и етничка припадност, него едноставно на оние кои имаат потреба без разлика, значи на која верска и етничка припадност му припаѓа тие. Таков случај имавме и во Битола, манастира да бъде варда. Tabii. Manastırda sen dağıttın. Во Битола, значи ние тоа го имавме како да поделиме. Тука ги имавме и Сдруженијето на слепите, на инвалидите. Evet. Onlar da anlattım. Evet. Sonuçta biz bir sosyal yardımlaşma kurumuyuz. Значи, ние, Başbakanlığa bağlı. ние сме една установа, значи социјална, помагателна установа, директно под ингеренција на владата, односно премиерот. Sonuçta işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Значи, не треба на кришта нашиот председател. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Реджеп Тајип Ердоан, исто така и премиерот на владата господинот Ахмет Давутоглу. kurumumuzun da bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcımız Sayın Yalçın Akdoğan, Значи, и исто така нашата установа е под директна надзор на вице-премиерот Јалчин Акдоан ve Sayın Genel Müdürümüz Doktor Adnan и Ertem. посебно мојот, значи, генерален директор доктор Аднан Ертем. Ertem. Balkanlardaki bütün ata yadigarı eserlerimizin Значи, овие за сите споменици на културата на Балканот, bütün Balkanlardaki ata yadigarı eserlerimizin restorasyonunun tamamlama emrini vermişler. значи, овие имат дадено целосна наредба за реставрација и конзервација на сите споменици на културата од османлискиот период на Балканот, значи на целиот Балкан.
Bunların hepsi. Dolayısıyla biz de buradan başlangıç olarak şeyden başladık. Значи и за цела ова значи активност ние почнуваме со значи одскочна Makedonya'da даска Haydarkadı'dan başladık. во Битола, во Македонија Хајдаркади во Битола. Босна да беше. Daha Bosna'da devam eden eserlerimiz var. Kosova'da 5 tane eserimiz var. Имаме некои работи започнати кои се во тек. На Косово имаме исто така. Makedonya'da, Во Македонија, Üsküp'te İsa Bey Camii, во Скопје Иса Бег џамија, Yahya Bey Camii, Јахја Пашина џамија, Ohri'de Ali Paşa Camii Охрид Али Пашина џамија, ve Bitola'da Хаџима. Hacı Mahmut Bey Camii'ni projeleri şu anda hazırlanıyor. Сега во моментот значи ги припремаме проектите на сите овие џамии што ги спомнавме со посебен осврт значи на битолскиот нов проект Хаџи Махмуд Беј џамијата, односно кај нас позната како џамијата кај рибарниците. Bitola bizim gözümüzde Makedonya'nın en gözde şehirlerinden, en önemli şehirlerinden biridir. Значи Битола е стално пред во нашиот предвид, значи пред нашите очи, Evet. затоа што Битола за нас е не еден, туку најубавиот град во Македонија, Evet. најважниот град. Burada bazı eserlerin, bu güzide eser, bizim görevimiz ata yadigarı eserlerin bizden sonraki nesillere aynen intikalini sağlamak. Значи, нашата обврска е на генерациите што ќе дојдат после нас. Овие културни споменици, овие Aynen споменици, kelimesi bilhassa. да им ги одстапиме или оставиме онакви какви што биле Değiştirerek во оригинал. değil, aynen. Без никаква промена, без никаква неприродна интервенција. Значи, онакви какви што биле изградени. Кое е мислењето на господинот за проектите во Битола? Sizin düşünceniz manastırdaki projelere nedir acaba? Ne gördünüz acaba? Şimdi buradaki problemler şöyle. Haydarkadı'yı yaparken karşılaştığımız problemler var. Со самите работи во Хајдаркади џамијата, значи има доста проблеми со кои се соочувавме. Buradaki eserler harap durumdaydı. Овде, значи спомениците на културата овде се во една тешка состојба, во состојба на рушевини. Yıkılırken, kullanılırken hani devlet bunlara dikkat etmiyor. Fakat yapılırken çok zorluklarla karşılaştık. Употребувајќи ги, значи државата ги користела за некои своји намени, магазини, ова, она, како што беше за Хајдаркади. Меѓутоа, сега ние при самата реставрација и конзервација најдуваме на многу тешкоти, на многу проблеми. Dolayısıyla biraz sıkıntılar yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Значи, Çünkü доживеавме доста некои bir- тешкоти и се уште yani имаме тешкоти. bir kalem işi projesini bir yılda çıkarabildik. Значи, еден проект за цидната, внатрешната цидна декорација одваи за една година успеавме да го добиеме, значи одобрение, односно да биде одобрен. Значи една година. Bizim hesabımız bu ayda bitmiş olması Пошто gerekiyordu. према нашите пресметки, значи нашите гледишта, декември сега овај месец џамијата требаше да биде завршена. Buradaki bürokrasi biraz uzun sürüyor. Bürokratik işlemler За жал, бирократските uzun работи, ve ağır yürüyor. бирократските работи се многу се одолговлекуваат и отежнуваат во исто време. Burada en gördüğümüz ne onun ismi yıkık ve onarıma ihtiyaç gördüğümüz Hacı Mahmut Bey Camii ve çevresi dükkanlarıyla beraber orayı restore edersek oranın çehresinin değişeceğini gördük. Значи во моментот она што Çünkü bu çarşı önemli bir çarşı. во моментот она што го прашавте, значи она што нашето око го детектираше
џамијата со итна потреба за реставрација и конзервација е Хаџи Махмуд бе џамијата кај рибарниците, меѓутоа не само џамијата, туку целиот комплекс со сите тие дуќани околу џамијата, пошто ова чаршија е многу стара, меѓутоа многу значајна чаршија. Со реставрацијата на тој комплекс, ќе се промени и изгледот на самата çarşıya. Evet. Mesela gönlüm isterdi ki bedesteni yapmak isterdim. Значи мојата желба, мојата En önce yeni camiyi, јас би сакал и безистино да го öncelikle направам. yeni caminin restorasyonunu ben yapmak isterdim. Исто така Yani vakıflar olarak yapmak isterdik. Ресторацијата на јени џамија, значи на En önemlisi конзервацијата што е многу значајен објект, ние сакавме да направиме, значи и да направиме максимално професионално. müzenin mesela geri kalan kısmını yapmak isterim. Значи она што од денес натаму да Hangi müzenin? O şeyin, okulun. Значи исто Okulun така geri kalan kısımlarında sıkıntılar var. Зградата каде што денес постои НУ заводи музеј Битола, односно некогашното средно воено училиште, значи преостанатиот дел, пошто таму таа зграда исто така е многу штетна. Исто тоа сакаме ние да го направиме. Mesela Şirok Caddesi'nde güzel bazı binalar var ama artık onlar ticarete yöneldiği için ticari yapılmış artık binalar. Onlar bozulmuş durumda. Има многу убави неколку објекти каде што ние би сакале да интервенираме, меѓутоа за жал веќе таму се претворило во трговија и самите објекти, фасади, излози, се трговски ги гледа, така да не може да се Osmanlı şeyimizin, padişahın geldiği şu yol üzerindeki itfaiye dolu olan binalar harap durumda. Ama hepsi çoğu özel mülkiyete mi ait, kime ait bilinmiyor. Onların görüntüleri çok kötü durumda. Значи од почнувајќи од пожарната некаде од кај Halbuki Makedonya'nın en önemli eserleri onlar. Па нагоре, значи према ректорату, нели таму престојувал и Султан Решат и Султан Абдулхамид. O yol üzerindeki en önemli eserler. Објекти на тој дел на таа улица, значи од двете страни, слободно можам да кажам дека се едни од најважните објекти во Македонија од историското наследство. Не знаеме, значи, собственоста дали е приватна, каква е било каква е да. Меѓутоа, нивната состојба е катастрофална, односно слободно може се рече во состојба на рушевини. А се најбогатите објекти во Република Македонија. Господин Алкун, досега сте работеле на повеќе од 1000 реставрации и конзервации на најразлични културни верски споменици. Дали се сите тие во границите на Турција и на Балканот или пак можеби сте работеле и надвор од нив и кое е значењето нивно за историјата и културата? Biz diyor bizim bildiğimiz kadar diyor siz anladığımız kadar 1000'den fazla restorasyonda çalışmışsınız. Bu çalıştığınız restorasyonlarda, eserlerde hepsi mi Türkiye'de yoksa Türkiye dışından ya da Balkanlarda, Balkan dışlarından hangi döneme ait ve sizin için bu kültür varlıkları ne demek? Onların önemi ne demek? Evet. Çalıştığımız şeyler yurt içinde de var, yurt dışında da var. Објекти на кои што работиме има и внатре во Турција и надвор од Турција. Evet, yurt içinde de var, yurt dışında da. Kültür varlığı demek. Bu şöyle anlatayım. Што значи културното Türkiye'nin içinde богатство или она културата? Milattan önceki bizim antik çağ dediğimiz dönemler de var. Значи во самата Турција има и пред Исус, значи пред Иса, значи античкиот период. Antik çağ dediğimiz dönemler de var. Има античкото доба. Peygamberler dönemi dediğimiz her döneme ait. Времето на Божите пратеници така се дели таму, значи Муса, Мојсија, Иса, Исус или Bunlar orada bizim yaşayan insanların kültür varlığı, yani bize kalan miraslar. Ние го гледаме како мирас, како значи наследство од луѓето кои живееле тука, од нивната култура и наша култура. Yani
Örneğin herkes nereye geliyor? Selçuk'a geliyor. İzmir, Miras, Znači, Meryem Ana'ya geliyor. кој каде доаѓаат сите, значи сите доаѓаат во Измир, во Хаџи Ефес, олују. кај гробот на мајка Марија, вели, Meryem- постануваат хаџи. Meryem Ana bizim kültür varlığımız. Значи, мајка Марија е наше културно богатство, наша култура. Evet. Truva bizim kültür varlığımız. Трува исто така е наше културно богатство. Evet. Manastır bizim kültür varlığımız. И Битола е наше културно богатство. Yani bizim atamızın girdiği her yer kültür varlığımız. Значи, онаму Vakfiyesi var buraların. Онаму каде што, значи, Yeni caminin Османлиската империја била, значи, е секаде, yapıldığı значи, zamanlar културно vakfiyesi наследство, var. пошто, вели, Јени џамија кога се изградила, има вакфнама, значи, Vakıfnameyi anlatmamız lazım. значи, има вакфнама, во која вакфнама точно се утврдени кој ја градил, зашо ја градил и која е намената. Oradaki dükkanlar varmış. Bu dükkanlardan gelen paralarla bu Значи- camilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Во вакфнамата точно се утврдени дека за џамијата се изградени, речеме, неколку 40 на 50 на дуќани. Приходите од тие дуќани требало да се користат за одржување на џамијата. yani kuşların beslenmesi için bile vakıflar var. Исто така, значи, имало и она што јас стално го имам кажувано, вакав за хранење Тüm на маhlukат гулабите, için. значи на дивите гулаби, на чавките, за сите живи суштества кои се без собственик. Mesela Hacı Mahmut Bey için de etrafındaki dükkanlar onun vakfiyesi. Значи, Oradan gelen gelirler околу Хаџи Махмуд беј џамијата, сите дуќани што се вакав на таа џамија. yani dolayısıyla bunlar bizim kültür varlığımız oluyor. Значи, се во цело, значи, ова е една наше културно богатство, значи, заедничко. Yani biz Türkçe kültür varlığı diyoruz. Значи, Makedonca nasıl deniyor bilemiyorum. велиме, значи, културно богатство, не знам македонски како Biz се vakıf вели. kültür varlığı Ама ние diyoruz. велиме вакувско културно богатство, Да. односно, а вакав, значи, зборот вакав го познаваме сите, значи, на македонски, на албански, на турски, значи, ние тоа е разбирливо. Mesela şeyin altında, Yeni Cami'nin altında kazı yapıldı. Значи, во темелите на Јени џамија се направија ископи. Ve kilise temeli bulunduğu söyleniliyor. Се зборува дека се наишло на темели на црква. Evet. Osmanlı hiçbir zaman kilise yıkmamıştır. Османлиската империја никогаш црква нема срушено. Hiçbir kilisenin üzerine de cami yapmamıştır. Ниту пак врз ниту една црква има направено Kiliseyi џамија. girdiği ülkelerde fetih bedeli olarak orada 10 tane kilise varsa birini camiye çevirmiştir. Значи, кога освојувале, да речеме пошто Фетих зборо, значи не освојување, меѓутоа на македонски нема оригинал. Значи, ако во средината каде што дошле, каде што освоиле, ако имало 10 цркви, едната само ја преиначувале во џамија, не ја рушеле. Ama bizim Türkiye'de hiçbir kilise yıkılmamıştır. Меѓутоа, еве во Турција денес, ниту една црква не е срушена. Mesela biz hala kilise onarıyoruz. Şu anda Еве ние и ден денес, без оглед дека Mesela скоро нема воопшто Çanakkale Gökçeada'da Aya Marina Ortodoks Kilisesi yapıyoruz. Значи во Чанакале, кај Gökçeada, Gökçeada Aya значи, Marina Аја Rum Света Ortodoks Kilisesi Марина, yapıyoruz. православна Ortodoks црква ја Kilisesi'nin прави. restorasyonunu Значи, yapıyoruz. ја реставрираме. Edirne merkezde Havran büyük sinagog Во yapıyoruz. центарот на Едирне, значи правиме Edirne'de Хавран, büyük sinagog yapıyoruz. голема синагога, Хавра или еврејска. Hepsi bizim kültür varlığımız. Значи, се ова е наше културно богатство. Camide yaparız, Значи, Havra'da yaparız. И џами правиме, Килиседе и јапарыз. синагоги правиме, и цркви реставрираме, значи кај нас се ова културно богатство и Biz културно. insanların dinine bakmayız. Ние, значи, не гледаме на она на која вера му припаѓа некој човек, Çünkü tarihten gelen her şey bizim varlığımızdır, Pošto- parçamızdır. се што доаѓа од историјата е наше богатство, е дел од нас.
Herkes bizde dininde hürdür. Çanlar çalınmalı, insanlar kilisesine gitmelidir. Значи, кај нас е обврска кога камбаните ќе зазвонат, вели, верниците на таа вера мора да одат во црква. Ezanlar okunmalı, camisine gitmelidir. Езано кога се учи, значи, припадникот на исламот треба да оди, значи, во џами. Тоа е кај закон, значи, камбаната и езанот, значи, не можеме поинако да го разбереме свето. Çünkü genelde insanlar nerede doğduysa o dinden gider. Значи, İnsanın nerede doğma seçeneği yoktur. Затоа што луѓето каде и да се родени, пошто нема, значи, избор на она каде ќе се родат, ќе ја прифатат таа вера и врз основа на таа вера ќе си живеат. Hindistan'da doğmuşsa Ако се родевме во Индија, ya Hindudur ya Budisttir. или хинду ќе бевме, или будисти, нема трета опција. Значи, Yani- затоа Biz Müslüman bir ülkede doğduk, Müslümanız. ние, значи, сме родени во една муслиманска држава, затоа сме муслимани. Hristiyana da büyük saygımız var. Меѓутоа, кон христијаните исто така имаме Hinduya da посебна, saygımız var. значи, Büyük почит, saygımız var. но и кон индусите имаме почит и респект. Herkesin inancı kendine. Значи, верата на секој е лично за него. Таа е, значи, обврз. Ama Türkiye'de Hindu'nun binası varsa onu da onarırız. Меѓутоа, во Турција и ако имате хинду, значи некој верски Tarihi eseri varsa onu da во onarırız. смисол на O da bizim kültür varlığımız историски olur. споменик, значи ние и тоа ќе го реставрираме, затоа што и тоа е наше културно богатство. Јас тука ќе ви се заблагодарам за овој разговор и за вашето гостување на телевизија Мега и ќе ви посакам уште многу успеси и многу реализирани проекти. Благодарам. Сизе тешекурат ме. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Исто За vakit и ние ayırdığınız ви благодариме за времето што го одвоивте да не ме посетите и да размениме неколку мисли. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики. Следниот разговор е повторно во вторник во 21 часот. Ве поканувам и понатаму да останете со програмата на телевизија Мега. Пријатно!